Ваше високо преосвещенство, господин Петар, почитуван ВД декан на Богословскиот факултет, професор доктор Илче Мицевски, почитувани професори, почитувани гости. Прво да ви се заблагодарам искрено за поканата на овој инспиративен настан по повод Денот на Свети Климент, кој што символично во голем дел ја одразува и темата на оваа дискусија, поврзаност меѓу теологијата и технологијата. Јас тоа го нареков теологија и технологија еднакво на благосостојба и во моје излагање ќе се обидам да објаснам зошто така мислам и историски и во сегашноста и да отворам некои прашања за понатамошна дискусија за иднината, како ова заемодействие меѓу теологијата и технологијата може да биде само во интерес на благосостојбата на човештвото. Цел на моето предавање е како да ја видиме интеракцијата, разбирањето и надополнувањето меѓу теологијата и технологијата, повторно како пат кон благосостојба на човекот. После воведот би кажал неколку историски примери да ја мотивирам мојата поента на излагањето. Би кажал неколку работи за секашност и би отворил прашање за иднината. Теологијата, како што знаеме, се занимава со науката за Бог, верување, духовност. Технологијата создава алатки системи кои што му помагаат на човекот, но не само во секојдневниот живот, исто така и во спознавањето на самиот себе, каде што теологијата има голема улога. Еве да речеме вечно прашање дали овие две дисциплини се надополнуваат, се надпреваруваат или се работуваат или понекогаш дури влегуваат во конфликт. Јас приемно мислам дека теологијата е голем мотивацијски фактор за развојот на технологијата. Симбиозата меѓу технологијата и теологијата се одразува во две работи. Теологијата ги чува придонесите од технологијата, а технологијата се труди да најде нови алатки или нови методи за да може да му помогне на човекот, меѓу другото, и да ги свати главните мисии на теологијата. Од секогаш имало взаимодействие меѓу теологијата и технологијата, уште од најраните денови на човештвото, религиските практики го поттикнувале размислувањето и знаењето, но и религиските институции го заштитувале научното богатство и изуми и знаење. Технологијата секако помогнала во ширење на многу теолошки вредности, почнувајќи од писмото, со измислување на технологии како печатниците, но подоцна и радиото, телевизијата, интернетот. Во историјата понекогаш се увеле тензии во примери кога некои пронајдовци ќе ги предизвикаат верувањето. Што се однесува во почетоците, писмото е можеби една од најважните технолошки придобивки на човештвото. Преку сите видови на писма што ги знаете, се до фонетското писмо, се образува еден концепт кој што се нарекува дигитална бесконечност. Ноам Чомски го користи тоа. Што значи дигитална бесконечност? Со конечна азбука можеме да искажеме бесконечно многу зборови и речени. Од најголемите археолошки истражувања, ако почнеме уште од најстарото што е моментално познато во светот, Гёбекли Тепе во блиску до градот Шанлурфа во Туркија, до мегалитските храмови на Малта, па и нашиот археолошки
нашето археолошко пронаѓалиште Кокино. Теологијата и религијата имала голема улога да се конструираат тие храмови, затоа што биле поврзани со објаснување на некои природни појави и со самото небо. На брзина ќе напоменам неколку примери како големите пирамиди од Гиза кои што се уште актуелни. Тука не се работи само за врвни математички пресметувања и безпрекорна геометрија, но и поврзување со некои природни појави, небески појави и движење на звездите, кои што секако били инспирирани од тогашната религија. Епот за Гилгамеш како најстаро литературно дело го слави тоа еп за човековата издржливост, храброст и другарство, но од друга страна и разбирање дека не можеме ништо против природата и судбината, и се уште многу луѓе смета дека е основно дело за религиите и херојските саги. Законикот на Хамураби од 1810 до кој што живее 1810-1850 година пред новата ера, тој се повикува дека боговите Anu и Бел го викаат да донесе владење на правдата, да ги заштити послабите од посилните, за да владее со луѓето како Шамаш, богот на сонцето, и да донесе светлина на земјата за да има благосостојба. Делото е изложено во Парискиот музеј Лувр. Библиотеките одиграле голема улога. Многу од нив се поврзани со Македонија, што ми причинува посебно задоволство. Една од најстарите библиотеки, библиотеката на сирискиот крал Ашурбанипал во Ниневех во 7 век пред новата ера, имала 30.000 глинени плочки. Потоа големата библиотека од Александрија, која што една македонска династија на Птолемеите ја изградила, па дури и римскиот освојувач Марко Антони и подарил на Клеопатра 200.000 свитоци од друга библиотека во Пергам, која што е основана од друг македонски генерал Селевк Победникот. Преку куќата на мудроста Байт ал-Хикма во Багдад, каде што многу големи научници смислиле работи поврзани со математиката, ќе спомнам неколку како Ал-Фаризми, по кого што го нарекуваме алгоритмот, и неговото блаженство исто така го спомена во неговиот говор. Дури до Абу Алисина ибн Сина, кој што ние го знаеме како Авицена, годинава се навршуваат 1000 години од неговиот канон на медицината со кој што е дефинирана модерната медицина, сето поттикнато од теологијата. На нашите простори Климент Охридски го спомнувам, значи нашиот патрон Јас доаѓам од универзитет во градот на Свети Климент Охридски, во сите мои говори ја спомнам неговата школа од 888 година, тоа е 886 година, тоест 202 години пред Alma Mater Studiorum, како што се нарекува универзитетот во Болоња. Двајца владетели кои што биле заљубени во науката, биле цареви, значи биле религиски лидери, Константин Порфирогенит, значи пурпурно родениот, повторно македонска династија, и Федерик II, кој што бил Свет Роман император, исто така бил голем поддржувач на науката. Универзитетот Сорбона во Париз е основан и наречен по Роберт де Сорбон, кој што бил свештеник со поддршка на кралот Луи IX. Многу години подоцна еден од најголемите спонзори и поддржувачи на Сорбона е кардиналот Ришелје. Ренесансата доаѓа со голема поддршка, инспирира големи уметнички дела, нормална архитектура и мора да се води сметка и за науката. Не мора да спомнам, сите ги знаеме Микеланджело, Леонардо и другите, да речеме, ренесансни ликови кои што има доста инспирации од црковните книги. Ренесансата во Македонија има доста храмови кои што поттикнуваат на тоа, да речеме во Охрид, не ги спомнувам, Перивлета и Свети Климент, во Старина Горичане,
потоа рождествена пресвета Богородица во Калишта, Свети Јован Крстител во Курбиново. Биздил два примери од историјата, бројниот систем на маите кој што е првиот систем кој што содржи нула и можело да се прават сложени математички операции, маите тоа го биле мотивирани од религијата за да направат прецизен календар, да може да комуницираат со нивните божества и да ги да бидат на некој начин духовно издигнати преку прецизноста на тие нивни календари, па измислиле и да речеме еден перфектен броен систем со база 20 кој што е измислен пред новата ера, 50 на години пред новата ера, значи многу пред остатокот од светот да користи таков систем. Понатаму, друг пример е интересен пример е Министерскиот фонд на шкотските вдовици, каде што шкотските свештеници се загрижили за судбината на вдовиците, па тоа е на некој начин првиот пензиски фонд, сите да партиципираат еднакво за да може да, ако некоја жена и деца од семејството останат, да може да се грижат за нив. Тоа е потикнало веројатноста и актуарството, односно осигурителните компании. Александр Вебстер, двајца министри од Шкотската црква, од Презбитеријанската црква на Шкотска, Александр Вебстер и Роберт Валас, во 18 век со професорот од Универзитетот Глазгов Колин Макларин ги дефинирале овие принципи и со голема прецизност успеале да ги пресметаат колку пари треба да одвојуваат сите за да може да се издржуваат. И до ден денес тие фондови во Шкотска се многу успешни и ефикасни. Би сакал неколку термини да дефинирам, кои што мислам дека ние како инженери, како научници, како луѓе технологијата би сакале, јас во моје лично име на моите колеги да замолам да ги замолам луѓето од теологијата и од религијата да ни помогнат подобро да спроведуваме. Едната е довербата. Довербата е нешто што мора да се подобри, многу е напуштена довербата, колку и да ние се фалиме со технолошки развој, престанавме да им веруваме на луѓето околу себе, а веруваме на луѓе кои што не знам ни произведуваат најразни производи кои што ги јадеме или најразни дигитални алатки со кои што ги контактираме со нашите банки, што се вика со брзина на светлината, а довербата ја даваме без никаква проверка, а не веруваме на тие околу нас. Значи, тука мислам дека теологијата може да биде многу драгоцена и таа доверба во алгоритмите и математиката да се надополни со една димензија на духовност. Има доста области на хармонија за човечки процуд, како се што е поврзано со човековото здравје, медицина, комуникација, санитација, духовниот пристап, ако имаме онлайн заедници, да воведеме некој ниво на духовност, етички рамки, теологијата да даде насоки, рамки како да одговорно да се користи технологијата, но и секако заеднички цели, разбирање и подобрување на животот, а со тоа и благосостојбата. Можно е да има некои тензии, некои несогласувања, кои што мислам дека не се ненадмиливи, мислам дека се ситни, но треба добра волја, тука теологијата треба да одигра водечка улога. Околу тие Божји тензии би биле околу човечкиот идентитет, нормално вештачката интелигенција е големо прашање, но како што рече неговото блаженство, јас потполно се слагам, треба да ја ставиме како наш помошник, како нешто што ни помага, но не да стане наш лош господар. Потоа етички прашања од типот на генетски инженеринг, надзор биотехнологии. Автономијата е многу важна, затоа што технологијата често пати ја преобликува моралната одговорност. И може би треба во технологијата да се воведе малку повеќе духовност. Тука вашата интеракција би била драгоцена. Кои се теолошки прашања за технологијата?
Што значи да се биде човек во ерата на вештачката интелигенција? Дали технологијата не приближува до сочувството и разбирањето? Како треба етички да се регулира иновацијата? Може ли технологијата да го поддржи духовниот развој? Технолошки прашања за технологијата. Како верските традиции да се прилагаат на брзите промени? Каква улога да има религијата во технолошката етика? Може ли духовните вредности да го водат развојот на вештачката интелигенција? Како учењата треба да ги реинтерпретираат современите предизвици? Отварам 4 теми за студија, кои што може понатаму да ги дискутираме во панелите. Една студија 1 вештачка интелигенција, кои се предности, ризици, теолошка перспектива и клучното прашање, можат ли машините да одразуваат морална независност? Студија 2 медицина, дали продолжување на животот и подобрување на здравјето и благосостојбата задира во некои морални прашања, како некој тип на homo deus, играње на Господ, што тука теологијата треба да заземе исто лидерска улога. Автономни возила, за кои што зборуваме, што правиме со нив, дали можеме да се замислиме утре автономните возила да не транспортираат, што со нив, како тие би реагирале на ненадена случка на улицата. Дигитална духовност, апликации за медитација, молитва, религија, религиски текстови, виртуални заедници за богослужба и сите тие предизвици од типот на автентичност, заедница, отелотворување. Значи, тука треба дискусија, може би овие 4 теми што ги отворив јас немам одговор. Идна соработка, технологија водена од морална мудрост и универзални вредности, теологија збогатена со увид во човечкиот потенцијал, заедничка цел, етички хуман напредок, човечка благосостојба и духовна среќа. Како заклучок, јас би кажал дека теологијата и технологијата се мотивираат едни со други во хармонија. Двете го обликуваат човечкиот идентитет на единствени начини, иднината зависи од премислена интеграција и по мене конзервативно прогресивната рамнотежа е многу важна и не може едно без друго. Прашање за дискусија, дали технологијата го ослабува или го зајакнува духовниот живот, дали религиозните водачи треба да влијаат врз технолошката политика, како може вештачката интелигенција да се дизајнира одговорно. За крај би спомнал еден пример од Ичинг, книгата на промените од древна Кина, која што символизира бинарност. Бинарност е основа на дигиталните технологии, нули единици. И мојот омилен хексаграм, хексаграмот бројот 15 има 64 хексаграми во книгата, тие викаат некогаш и Библија на промените, затоа што во животот се менува. Хексаграмот број 15 одразува чинг, одразува скромност. Значи мислам, скромност е една големина која што малку сме ја позаборавиле и треба да ја промовираме и мислам дека е корисна за сите. Што ни треба? Јас ќе ве молам вас како духовници да го промовираме заедно тоа ние како луѓе од академијата. Ќе цитирам една универзална мисла која што ја спомнуваат и Конфуције, и Сократ, и Цицерон, во поново време и некои духовници од христијанската црква. Вистинското знаење е да се знае степенот на собственото незнаење. Тоа е мисла на Конфуције. Свеста за незнаењето е почеток на мудроста, тоа му се припишува на Сократ. Цицерон, не се срамам да признам дека не сум во знаење за она што не го знам. И последно, мудроста има тенденција да расте пропорционално на свеста за собственото незнаење. Значи, дајте еднаш да признаеме што не знаеме, да признаеме што не можеме за да тргнеме напред. Тоа мислам дека треба сите да го направиме. Дали ќе биде тешко? Да, ќе биде тешко, но повторно ќе цитирам еден кинески мудрец. Патот од 1000 мили започнува со првиот чекор Лао Це,
па да го почнеме тоа патување заедно. Ви благодарам.